Само на кратко, уште еден апел до заменик министерот за финансии, уште еден апел до колегите од мнозинството. 21 век разговараме за водоснабдителни системи, односно разговараме за вода за пиење. Она што сакам да ве запознавам, почитувани колеги пратеници, дека во наведените места за кои што се бараат средствата за обезбедување на водоснабдителни системи, а особено во населеното место Чифлик, се извршени микробиолошко, хемиско и микробиолошко испитување од Центарот за јавно здравје и утврдено дека водата која што потекнува од бунарите, практично од бушотините кои што ги имаат, не одговара ниту за пиење, ниту за одржување на лична хигиена, ниту за миење на зелечук и овошје, односно на прехранбени продукти. Она што ќе ви го прочитам е извадокот од извештајот на Центарот за јавно здравје. Препорачуваме водата да не се употребува за пиење, за лична хигиена и миење на свежо овошје и зеленчук. На вистина станува збор за алармантна ситуација. Практично ова населено место представува и загрозено подрачје со ваков квалитет на вода за пиење. Уште еден апел, ако овие 70 милиони се многу, ајде да отвориме една дебата, нека спремни сме да се намали износот, затоа што е предвидено изградба на водоснабдителни системи за 3 населени места: Чифлик, Чешиново и Уларци. Подготвени сме сумата да биде намалена, да биде направен барем водоснабдителен систем во Чифлик. Ке ве подсетам, тоа е исто она населено место за кое 3 или 4 години веќе поред се организираат протести, се блокира магистралниот пат Кочани Делчево. Навистина алармантна ситуацијата. Изминатите години барав средства исто вака од буџетот за да биде реализирана пречистителна станица, која што не беше прифатен, меѓутоа еве во теке од други извори. Дајте да се охрабриме барем да одделиме дел од овие средства за изградба на водовод за домаќинства барем во Чифлик. Ви благодарам.